почитувани гости, дами и господо, добар ден! Денес сме собрани овде пред споменикот на паднатите борци по чест на одбележување на 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Македонија денеска одбележува 83 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Востанието било последица на тешката и неподносива состојба во која се наоѓале македонските граѓани под окупацијата, големите даноци и експлоатацијата кои ги втонувале во беда и мизерија. Македонија била слободски исцрпена, а македонскиот народ нетко. Ваквата неподносива состојба довело до повдигање на народно-ослободително востание. На заземената територија населението под водство на антифашистите од Македонија засилно се повдигна востание. 11 октомври 1941 година борците од првиот прилепски партизански одред го нападнаа окупаторскиот полициски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, што го означи почетокот на организираното востание на македонскиот народ против окупаторот за ослободување на земјата. Следниот ден, на 12 октомври, се огласија партизаните од Кумановскиот одред. Октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општоцивилистичките и демократските вредности. Македонскиот народ самостојно се избори за својата слобода. Од првите партизански одреди кои ја почнаа борбата, Народно-ослободителната војска на Македонија на крајот од 4-годишната војна прерасна во добро организирана 110.000 армија со воени формации од највисок ранг како корпуси и дивизии. Во време на окупацијата, Македонија беа информирани дали се крајски недолици, а под резултатот цивилно население, земјата претрпе и огромни економски штети. Круна на борбата се одлуките на првото заседание на АСТО во 1944 година, со кои се оживотворени повеќевековните идеали за основање македонска држава. 11 октомври е ден од македонската историја, кој не само што е символ на македонската борба за слобода, туку и ден кога е поставен еден од темелите на македонската државност. На овој ден им одаваме почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. Сегашните генерации и граѓаните покажаа дека се доследни наследници на илиденците и генерациите од 1941 до 1945 година. Со оврска и воиднина да ја докрадуваме нашата држава за мир и соработка со соседите и со сите земји во Европа и светот. Имињата на загинатите борци за слободата се испишени на оваа спомен плоча, како имињата на над 20.000 загинати стојат како темел на слободата. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати борци, сите што ги дале своите животи за слободата на Македонија, со големо поклонение кон нивната личност, ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчање. Делегација на општина Делчево, Совет на општина Делчево, институции, политички партии, Сдруженија на граѓани и други. Нека победат!
Почитувани гости, почитувани присутни дами и господо, нека ни е честит 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Овдешниот собир заврши, имате пријатен ден.